Здраво на сите и добре дојдовте во новата епизода на Револуција заедно со Лолита Спирова. Денеска како наш гостиня имаме Аница, која е една успешна жена, успешна трансформација и денеска ми е чест затоа што е тука и ќе ја раскаже незината приказна како успешна заедно со моите програми. Аница, добре дојде и како си? Добро ве најдов, јас сум одлично. Јас сум Аница од Делчево, мажена во Пехчево, сопруга и мајка на две прекрасни керкички, 9-месечно бебе и 4-годишна керка. Баш ми е драго, Аница, па сакала за почеток да те прашам, например, која беше причината поради која што ти се одлучи да ја започнеш пример програмата? Кој беше тој клучен момент кој што те натера да ја започнеш програмата? Па најбитниот момент за мене беше самата јас, затоа што никогаш досега во животот не сум си била на прво место, значи секогаш сум била на последно место. Секогаш ми била приоритет најправим првата керка, потоа сопругот, роднините, пријателите, јас не бев на никое место. И затоа сега се одлучив после вториот пораѓај да поработам на себе и да бидам среќна. Не дека претходно не бев, но сакав да бидам исполнета и полна со енергија и здрава пред те за моите керкички. Да, се согласувам со тебе, затоа што јас го имам истото мислење и секогаш стојам за тоа дека една мајка и односно жена која ќе е здрава и мислам тоест кога една жена е здрава, се здрави и сите деца и сите мислам и сопругот и мислам целата таа една врска и но мислам тоа е убавината, тоа е всушност богатството една жена, тоест еднакво и за мажот, меѓутоа нели представувам жената е столбот на куќата. Да, се согласувам. Како е една мајка, еве како ти самата што кажа уште на почетокот еве дека на пример и да бидеш и мајка и да бидеш и на програма и да бидеш и сопруга во исто време? Тоа беше пред се многу тешко, но успев. Најпрви, најпотребно е да се има една добра организација, најпрви со јадењата и второ со времето посветено на себе. Значи, ако сум јас на прво место, тоа значи дека во 24 часа ќе си посветам од пола час до 1 сат само за мене. Во меѓувреме, децата ќе ми бидат одморени, наспиени, оброците ќе бидат навреме сготвени или претходниот ден. Јас секогаш кога го гледам менито, гледам значи за наредните 3-4 дена, за да се сложи во мојот семеен живот, затоа што и мојот сопруг не готвам посебно, сите заедно јадеме и секогаш гледам да биде значи за сите и за мојата керкичка и за мене и за мојот сопруг, па сега и за моето бебенце. Најпрви моето бебенце кога не одеше на градинка, сега почна да оди на градинка, сабале големата керка ќе ја испратам на градинка, ќе се вратам, ќе вежбам, па ќе доручкувам. А сега и двете се на градинка, се враќам, вежбам, доручкувам и сите семејни обврски што следат. Да, баш супер. Јас секогаш кажувам дека сите имаме еднакви и исти 24 часа во денот, така да изговорот немам време, деца имам или нешто друго, тоа се само изговори, така да јас не верувам во таквите и мислам дека се е до таа една организација и баш како ти што кажа на самиот почеток, ти да се ставиш на прво место. Самото прашање до тебе е зошто е одбра програмата Нов животен стил? Па јас претходно сум соработувала со тебе 2 пати, но овој обид ми беше трет и успешен, бидејќи секогаш бев само 1 или 2 месеци и претходно исто така имам соработувано и со други нутриционистки, но разликата помеѓу тебе и другите што те одвојува, што твојата исхрана е најблиску до традиционалната исхрана и тоа многу ми се допаѓа, бидејќи јас не сакам некои екзотични јадења, си ја сакам нашата македонска кујна и затоа тебе те одбрав. Исто така бидејќи си многу достапна, што ни е многу битно на самиот почеток, едноставно во првите 3 месеци, сметам дека тоа е период каде што секој треба да ги издржи, бидејќи ни е многу тешко, не само со исхраната, туку и со вежбите. Да. Јас сум, например, особа која што има 38 години, која никогаш не вежбала до сега. А сега обожавам и многу сакам да вежбам. Да, знам, мислам, ќе те прашам и за тоа, ама ајде се веќе кога кажа нели дека вежбаш и дека си веќе у текст со програмата, колку килограми успеа да намалиш со програмата Нов животен стил? Од 30 до 40, 30 пред бременост или 40 после бременост. Да, баш ми е драго, мислам ти се една успешна трансформација и мислам убава промена. Пред се, би сакала еве да ни кажеш каква промена успеа да направи Нов животен стил за тебе?
За мене нов животен стил е навистина нов животен стил во секоја смисла. Значи сепак успеавме да направиме кон подобро и мислам програмата да промени комплетно ми се смени мојот живот најпрви, ги сменив моите животни навики. Значи ние не треба да го гледаме животен стил како диета, бидејќи многу често луѓето мислат дека тоа е диета. Ние не можеме да бидеме цел животна диета. Значи има период кога треба да се навикнеме и да ги смениме нашите животни навики, а за тоа е потребно време. И не е само 1, 2 или 3 месеци, сметам дека треба да биде подолг временски период за да бидеме успешни. Да, се согласувам. Програмата Нов животен стил навистина дава одлични резултати, доколку си дисциплиниран, се придржуваш кон програмата и навистина даваш се од себе. Вие сте доказ, навистина сите трансформации, сите порки кои што јас периодов ги добивам од програмата, ти си од почетокот на Нов животен стил и си првата која што ја споделуваме вака за да сподели едно искуство заедно со програмата. И уште и јас кога ја креирав самата програма Нов животен стил, не ми беше целта да се случуваат кој знае, мислам тоа е целта килограмите, туку ми беше промена на човекот, на навиките, ете така. Како ја одржуваш ти дисциплината и мотивацијата? Значи пред се најбитна е добрата организација, упорноста и доследноста. Значи јас секој ден се придржувам кон сите оброци и секој ден 5 пати во неделата, значи вежбам. 2 дена ми се за семејството, но и во тие 2 дена јас секогаш внимавам за да не јадам нешто што не треба, или доколку изедам нешто што е нормално, ние не сме роботи, да се придржуваме 100%, но секогаш јас знам дека тоа ќе го извежбам и дека нема да се поправам, ниту ќе ослабнам, едноставно ќе балансирам, дека ќе одржувам мојата тежина. Добро, а може ли да ни кажеш на почетокот, например, еве спомна сега дека ти не се придржуваш во моментов, 100%, меѓутоа ајде да речеме дека 99%, 1% е исклучокот на некој чите. Дали на почетокот, например, додека не ги намали, например, првите 30 килограми кои што ги спомна, дали на почетокот мислам правеше грешки или беше стрикно и беше дисциплиниран и се држеше строго до програмата? Првите 3 месеци, значи, ми беа стрикни, значи секој ден, знаеш, ти пишував, и се бајле и пладне и вечер за да не сгрешам, бидејќи сметам дека тоа е клучот на успехот, дисциплината и тие 3 месеци дека се клучни за секој успех, не само на мене и на секоја жена. Тоест на нас ни треба време да се навикнеме, а ти си таа која што треба да ни биде достапна за да не правиме грешки уште на самиот почеток. Да, така, мислам дека јас сум прилично достапна, дали ќе е преку Viber или било каде, на вас групата кои што сте исто така добар нам еднакво внимание како на другите со кои што реално индивидуалните програми со оние сме работели на индивидуално со тебе на почетокот кога почнав, така да знаеш и консултации и слично, меѓутоа и еве на обавезно, значи кој ќе стигне некоја порака, обавезно враќам, така да би сакала еве да те прашам уште нешто, какво е твоето видување во смисол на исхраната и вежбите? Кој е твоето видување? Па јас сметам дека исхраната е одлична. Пред малку кажав, бидејќи е блиску до нашата традиционална македонска кујна, исто така да не ги заборавиме, значи и вежбите, тоест физичката активност која сметам дека е не на второ, исто така е битна како и самата исхрана. Да, точно се согласувам. Значи секој човек на било каков режим да биде, значи мора да има и физичка активност. Дали ќе биде тоа брзо одење, дали ќе биде тренинг во сала или тренинг во дома, ете јас дома веќе 7 месеци вежбам. Има резултати. Точно да се согласувам. Знам јас дека програмата дава одлични резултати кога ќе се следи исхраната и вежбите. Точно дека има многу резултати. Дали можеш да ни кажеш еве на нашите следачи и на сите нас некој совет, некоја порака да ни пратиш? Па да, сакам. Јас ова програма имам препорачано и веќе неколку мои пријателки, роднини, комшики се на овој режим. Им посакувам многу успех. Исто и јас. Секогаш треба да се придржува, значи особено неколку месеци. Тоа ние не сме тие килограми не сме ги додале во последните 1, 2, 3 или 5 години. Јас имам вишок на килограми од 15 години.
Да, многу ми беше интересен моментот кога ми рече Лолита, јас имам килограми помалку од средно. Навистина, така знаеш, многу ми убаво дојде и си викам леле браво. Навистина тоа е еден голем успех со кој што еве јас се гордеам затоа што го имаш остварено и ти ми претпоставувам самата и сите околу тебе. Последно една исто членка во групата од Делчево ми напиша Лолита, јас мислам дека ако не 90 дека 70% од Делчево се на програмата Нов животен стил, обично кога ќе им кажам јас сум на програма кај Лолита и сите викате и јас пробав бев на програма кај Лолита, навистина ме радува, така да баш ми е драго да ти благодарам уште еднаш затоа што дојде. Дали би сакала, еве се извинувам, да те прашам уште нешто, пошто нели спомнав на почетокот, дали имаш некоја порака за мајките да ми пратиш? Имам, значи мајките сметам дека треба секогаш да се стават на прво место, а тоа значи не дека сме себични, туку едноставно дека треба во 24 часа од пола час до 1 час да си го посветиме само на нас. Тоа значи дека треба да бидеме активни, да вежбаме 30 минути и 30 минути се доволни сосема да си ги спремиме нашите оброци за наредниот ден и тоа значи многу значи. Немам време, бидејќи јас докажав дека имам време за се и за мојата фамилија, за моите дечиња и за самата себе. Јаница, би сакала еве како предпоследно прашање да те прашам, како ти се допаѓа платформата и општо да ни дадеш некој совет, затоа што новата програма Нов животен стил е на нашата нова платформа, што мислиш, дали ти се допаѓа? Премногу ми се допаѓа, значи платформата е нешто посебно и сметам дека е многу подобра од подготовка, изработка на индивидуален план, бидејќи сите жени кои што сме членови, мислам дека се над 500, сме си самите поддршка и мотивација со споделување на коментари, на рецепти. Сметам дека на платформата сето тоа го има, додека сме на индивидуален план тоа го немаме, бидејќи имаме само комуникација со тебе. Ти треба да бидеш исто така многу горда со сите нас, ти ни помагаш да станеме многу подобри особи, не само со храната, со поддршката и ти си ни на нас мотивација, не само ние на тебе. Ти благодарам многу. Јас на тебе душевно ти благодарам од срце. Знам, јас се гордеам и со тебе и општо со сите. Секоја част на девојките кои што споделуваат во групата, јас навистина, јас морам да признам дека јас сум ги следам секој ден колку се активни и слични, тоа ме исто така мотивира, така да не можат сите да споделуваат секој ден, да коментираат, меѓутоа сум поздрав до сите активни девојки кои што се во групата, пишуваат и споделуваат за да не мотивираат, секоја час сите не можеме. Така да, Аница, ти благодарам за поканата, ти благодарам за тоа што дојде, чест ми е затоа што денеска дојде тука да ја раскажеш приказната на сите нас. Вие, драги мои, ако се уште двумите или мислите да се преклучите, немојте да се двумите. Програмата Нов животен стил е идеална програма за вас, програма која што ќе ви помогне не само да ги намалите килограмите, туку да го промените вашиот животен стил кон подобро. Затоа и програмата си го носи своето име. Не заборавајте да отворите платформата www.lolitaspirova.com и да ни се придружите на програмата Нов животен стил и заедно да направиме уште повеќе трансформации и да видиме повеќе мотивации за сите да си го променат животниот стил кон подобро.